Вести на Канал 8, добро дојдовте. Локалниот совет за превенција на општина Кочани одржа работен состанок. Се разговараше за депонијата кај Бели, како и за заштита од пожари на подрачјето на општината. Влезот на комуналната депонија кај селото Бели по 16 часот ќе биде затворен за влегување на сите лица, а доколку некој е затекнат на локацијата, ќе му биде поднесена соодветна пријава во одделението за внатрешни работи Кочани. Одлуката беше истакната на Советот за локална превенција, што се одржа во просториите на општинската зграда во Кочани. Веде директорот на комуналното јавно предпријатие Водовод, Перо Георгиевски, го повика одделението за внатрешни работи да ги зголеми сообраќајните контроли на потегот кон депонијата. Значи, во моментов десната страна од депонијата е целосно исчистена, левата страна покрај патот ќе го средиме во предвидениот рок, ќе извршиме поправка и оградување на главната капија и после 4 часот ќе забраниме влез на сите лица кои што се наоѓаат на градската депонија. Значи, ќе биде заклучена со катанец за неовластено да не присуствуваат веќе лицата. Доколку затечеме неовластени лица да присуствуваат, повторно ќе поднесам пријава до Министерството за внатрешни работи, која што се надевам дека ќе постапува, и сакам да изразам овде жалење затоа што немаше представник од Министерството за внатрешни работи. Сите сме сведоци дека тие луѓе се на работна екзистенцијата, го валат парчето леп преку функционирањето на депонијата, но со тоа што пластиката во големи арари ја носат со колите директно до откупниот центар, значи треба да се проверат дали колите нивни се регистрирани, дали имаат патен налог за превоз на стока, дали можат, најверојатно не можат со патничко возило да пренасат товарна стока, така што Министерството за внатрешни работи би требало малце да помогне повеќе за да можеме да се справиме со овој проблем. Нашите служби што информираат, значи функционираат околу 2 до 3 семејства со подигнати шатори, а преку ден има од 30 до 40 луѓе, некој пат повеќе, некој пат помалку, но има и малолетни лица, имаме поднесено пријава и до Центар за социјални работи. Како што кажав, јас во моментов депонијата е, може да и самите се увериме од тука да кренеме со камерите, значи депонијата е ставена под контрола, значи нема веќе опасност од пожар, но тоа не значи се додека престојуваат тие лица дека може да има во иднина да не се случи поголем проблем. Ние во моментов со сопствена механизација и со сопствена работна сила ја трупаме и ја загасиме депонијата, но во иднина доколку се префрлат потребните средства или доколку се јави потреба, нели, ако биде изгасната нема потреба да ја третираме со алги, но ако не биде изгасната, ако се префрлат, ќе распишеме јавна набавка. Неголема расправа имаше за депонијата кај Бели, а освен по оваа точка се разговараше и за заштита од пожари на подрачјето на општина Кочани, односно кои превентивни активности треба да бидат превземени. Комуналното јавно предпријатие Водовод почна со размена на компост за оризова слама од земјоделците. За секоја донесена бала се добива вреќа компост од 25 литри. Комуналното предпријатие Водовод почна да разменува оризова слама со земјоделците за компост што го произведува во станицата за пречистување на отпадните води кај селото Мојанци. Покрај отпадната тиња од фекалните води, во производството се користи и слама од оризот што се собира од полињата, која наместо да се пали по завршувањето на жетвата, сега има нова употребна вредност. Со тоа, станицата целосно ја финализира постапката за пречистување на водата од фекалната канализација во општината. Односно, таа е единствена во регионот во која има затворен круг на процесот, а воопшто не генерира отпад. Во склоп на комунално јавно предпријатие Водовод Кочани е формирана поддружница компостара, која што всушност веќе има добиен краен производ, компост под името Комвод.
Во врска со самото производство на органското ѓубре, во месец април беше изработена работилница во Амур, на која што присуствува голем дел од земеделци, а од страна на професор од Факултет за земеделски науки и храна при град Скопје беше истакнато нашиот компост, кои се неговите характеристики, физичко-хемиски, како да се користи, за кои култури да се користи и во која количина. Да се подсетим дека една од основните суровини за производство на компост е сламата. Повторно да апелираме дека сламата не треба да се пали. Земеделците може да ни исконтактират, да биде доставена на станицата и за секоја бала слама ќе би добијат врека компост. Компостот е регистриран и од Министерството за земеделство, шумарство и водостопанство. Упишан е во регистарот и листата на ѓубрива, на биостимулатори и подобрувачи својствата на почва. Компостот на комуналното предпријатие Водовод се пакува во вреки од по 25 литри и за почеток ќе се разменува само со земеделските производители од Кочанскиот регион. Во зависност од побарувачката, во втората фаза се планира да се пакува и во поголеми или помали количини и да се нуди и комерцијално во трговската мрежа во државата. За окружувањето на процесот за пречистување на отпадните води и производство на органско ѓубриво во станицата кај Мојанци се реализира со поддршка од швајцарската влада, при што набавена е потребната механизација и опремата за пакување. Како нус производ од ферментацијата на отпадната тиња се добива метан, што заедно со поставените фотоволтаични панели служи за затоплување и за производство на електрична енергија за потребите за станицата за пречистување. Стручните испитувања на компостот покажале дека тој може да се користи во производството на житни култури, во воштарници, за цвеќарници, како и за ѓубрење на парковски и други зелени површини. Нов успех на меѓународен план постигна шестоделенецот Јован Цветанов. На меѓународен надпревар во Франција во категорија пијано тој ја освои првата награда. Нов успех постигна шестоделенецот Јован Цветанов на меѓународен надпревар пијано класична музика професионална дисциплина, чиј домакин беше Франција. Во голема конкуренција на млади музичари од целиот свет, Цветанов го освои првото место во втората категорија, односно во групата ученици родени 2012 година. Надпреварот се одвиваше онлайн, а нашиот представник настапи со две класични композиции на пијано, при што од стручната комисија доби највисоки оценки за својата изведба, а за што му припадне и првата награда. Цветанов, кој во основното музичко училиште Ристо Јуруков изучува пијано во класата на професорот Душан Стојанов, на надпреварот во Франција ги исполни соната во C-мол од Моцарт и двогласна инвенција од Бах. Младиот и надежен пијанист од Кочани на својот омилен инструмент свири од 7-годишна возраст, а веќе 3 години подоцна освои 5 први и по едно второ и трето место на меѓународни и домашни надпревари. Годинава на државниот надпревар по теорија на музика за основци, што се одржа во Битола, тој имаше максимум од можните поени и ја доби првата награда. Општина Зрновци и комуналното јавно предпријатие Водна кула вршат инсталација и промена на секундарната водоводна мрежа на повеќе улици во Зрновци. Локалната самоуправа на Зрновци и комуналното јавно предпријатие Водна кула почнаа со промена и инсталација на нова секундарна водоводна мрежа во Маренско и Босилеградско мало. Исто така работната механизација извршува активности и на улиците Илинденска и Генерал Апостолски. Заедно со комуналното јавно предпријатие вршиме зонирање на секундарната водоводна мрежа, со која што домакинствата во место викано Маренско мало и место викано Босилеградско мало, конечно, после неколку децении ќе ја обезбедиме доволно количество на вода за домакинствата. Воедно се започнува и промена на секундарна мрежа во должина од 800 метра на улица Илинденска и Генерал Апостолски. Бидејќи градежните работи се одвиваат покрај самиот регионален пат Зрновци Мородбис, апелирам до сите учесници на сообраќајот да внимават во возењето и движењето на овој патен правец, а ние се образуваме во најбрз можен рок
да ги завршиме градежните работи. Целта на реализацијата на работните активности е да се подобрат условите за живот на жителите во општината. Инаку градежни работи во моментот во Зрновци се одвиваат на повеќе локации, а се работи на улиците Филе Ристов, Никола Карев, како и на влезот во Зрновци, односно на кривината која што представуваше црна точка во сообраќајот. Во Виница се спроведе првото терестичко третирање за заштита од комарци. За почетокот на идниот месец најавено е авионско прскање. На површина од 70 хектари на територија на општина Виница се спроведе првото терестичко третирање за заштита од комарци за оваа година. Прскањето е извршено со специјален препарат одобрен од Агенцијата за лекови, а го реализираше стручна екипа. Од локалната самоуправа на Виница најавија дека во првата половина на јули ќе се изврши авионско и уште едно прскање од земја. Терестички третирања спроведи општина Кочани, а беа опфатени 300 хектари, вклучувајќи ги и селата Тркање, Мојанци, Горни и Долни Подлог, Грдовци, Прибачево и Оризари. Активност за прскање на почетокот на овој месец реализираше и општина Зрновци. Третирањето во сите општини се изведе со водорастворлив широтен спектарен инсектицид. Почитувани, со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.